Македонските граѓани и со скромни и со необични новогодишни жилби. Од Господ сакаат здравје, а од Дедо Мраз електронска алатка да седи и во председателската и во премиерската фотелја. Им зодеале нашиве политичари, бидејќи многу лажале. По мене еписи вилистот е верни. Ни тие чинат, ни тие чинат, да ти кажем поште. Ама ја не можам да променам. А да има Господ, ќе промени, ама нема постигнато. И што ти кажем. Иначе промена да може роботи. Електроника да има. Тоа закон така, вака, разбира. Уклучиш работи, ја председател, ја премиер. Се знае, нема лево десно, нема робот, да, и председател и премиер. Ама тие се нема, например, подметување ово она. Не сакаат многу да зборуваат за промашувањата на политичарите. Убаво вака, гледа, дотирани со шапка, со све. За нова година како? Каде ќе поминете? Со семејство? Со семејство. Имате желби за нова година? Па не, посебно. Да. Еве власт и опозицијава нешто се караат цела година ова прават. Имаат и промашувања. Според вас, кои се најголемите промашувања? А не, тоа не би коментирала. Никој во предновогодишно брзање. Се брзам на работа па. За своите деца сакаат вработувања. Посочуваат дека за времето на Тито било подобро. Само здраве. Како детено ми е завршен факултет, не ми е вработено. Ни една, ни друга, ништо. Тоа сакате да Тоа само за тоа, за детено се интересирам. За мене имам една пензија, сум изработила и ја од кај да знам, тогаш кога сум работела беше друго. Ја кога сум работела беше Тито и Југославија. А сега не знам како ќе биде и што ќе биде, не се знае. Не знам како ќе биде. Само здравје. Што ќе рече овој до згора и овој до зла, јас сум средина. Пријатно. А Рамбо им ја честита новата година на сите граѓани. За сите нека биде среќна нова година. Ги секам сите. На политичарите? Сите ги секам. Што не ги мразам ја никого. Поздрав од Рамбо. Ако се вратиме назад, ретко која претходна година била подобра од новата, но да се надеваме дека оваа, ако ништо друго, нека биде европска.